Полошко се дави во смети проблеми со депонирањето на отпад, но проектот Русино тапка во место. Половина година откако е формирано регионалното претпријатие за управување со отпад Русино Полок, никако да почне со работа. 5 полошки општини се уште не ги дале потребните пари за основачкиот влог. Министерството за животна средина им даде краен рок да ја завршат таа обврска до 15 месецов. Општините мора да разберат дека треба да одвојат средства за основачкиот капитал за предпријатието. Зборуваме за 20.000 евра вкупно. Не знам зошто се уште не ги исплатиле. Се сретнавме минатата недела и заедно се согласивме краен рок да биде 15 јуни да го платат основачкиот влог. Локалните власти треба тоа да го поддржат и да почнат да соработуваат со нас. Реализацијата на проектот предвидува постепено Русиното се санира, а потоа и да се затвори и дислоцира. Но како тргнале работите се чини ова ќе почека, оти општините не изгледаат заинтересирани повеќе да се ангажираат во решавање на овој деценијски голем проблем. Екоактивистите со порака, проектот да не остане само на хартија. Русино треба да се затвори за 5 години, до тогаш да се стандартизира, да се најде нова локација за регионална депонија, но до сега, како што кажав, се е заглавено во тие лавиринти, министерство, општини и ништо не е исполнето. Останува сега во летниот период ѓубриштето повторно да се запали, да гори, да се гушиме во час и повторно да ги имаме истите проблеми, бидејќи ништо не е направено. Во иницијативата Стоп Русино предупредуваат дека повторно ќе ги активираат протестите и блокадите доколку општините што поскоро не почнат да работат на проектот.